Ваша ексцеленциjo, амбасадоре на мисията на ОПСЕ, господин Клемен Скоја, почитувани колеги, присутни, дами и господа. Ми представува особена чест што денеска присуствам на презентацијата на овој важен документ, проценка на закани од организиран и сериозен криминал, СОКТА 2021. И дозволете ми на почетокот на овој убав настан да изразам посебна благодарност до мисијата на ОПСЕ во Скопје, со чија што поддршка се организира денешниот настан, како и да се заблагодарам на присуството на сите поканети гости, колеги, блиски соработници, директори на институции, кои што дадоа придонес за изработка на новата СОКТА 2021. Несомнена е важноста на овој документ како за Министерството за внатрешни работи, така и за државата, од причина што тој во себе содржи широка разузнавачка слика и систематски ги идентификува заканите од организираниот и сериозен криминал во државата, со акцент на заканите од организираните криминални групи и процените од областите кои приоритетно се анализирани со овој документ. Би сакал да потенцирам дека токму методологијата и процесот на изработка на СОКТА 2021 во цело се усогласени со циклусот на политики на Европол, кои се меродавни за проценување на заканите од организиран и сериозен криминал во рамките на Европската Унија, со што успешно е продолжен циклусот кој за прв пат е воспоставен во 2016 година, кога беше изработена првата проценка од ваков вид. Заканите од организиран и сериозен криминал имаат мултисекторски карактер и безбедносно се рефлектираат на сите општествено, економски и политички процеси во државата и токму организираниот криминал се карактеризира со висок степен на динамичност и е лесно адаптибилен на сите промени кои што се случуваат. Дигитализацијата и развојот на технологијата ја зголемуваат неговата софистицираност, со што заканите стануваат се поголеми и може да се појават во посериозен и транснационален облик. Во оваа насока, идентификувањето на трендовите, ризиците, заканите и предпоставките за идниот развој, кои се генерирани од овој документ, представуваат појдовен чекор за успешна имплементација на стратешкиот пристап и погодна алатка за креирање на стратешки цели, градење на националните стратегии и утврдувањето на приоритетите за превенција и спречување на организираниот сериозен криминал во рамки на сите институции кои што постапуваат во овој домен. Почитувани присутни, мултисекторскиот пристап и градењето на меѓуинституционалната соработка, како и соработката со меѓународните фактори ќе имаат клучно влијание врз севкупниот одговор на предизвиците од организиран и сериозен криминал. Во овие рамки се нашите приоритетни заложби за имплементација на овој документ, кој беше изготвен со интензивна размена на информации, искуства и пред се експертски знаења од представниците на работниот тим, во кој покрај представници на Министерството за внатрешни работи активно учествуваа представници од Царинската управа, Управата за финансиска полиција, Управата за финансиско разузнавање и Државниот инспекторат за животна средина. Покрај детектирањето на заканите, во проценката се содржани и препораки за надминување на слабостите и предизвиците поврзани со сузбивањето на организираниот и сериозен криминал, поради што истата има за цел да обезбеди системска поддршка во процесот на донесување на стратешки одлуки и утврдување на приоритети заради постигнување на една поголема ефикасност, насочување и рационално користење на ресурсите кои што стојат на располагање во овој процес. Во оваа прилика, уште еднаш би сакал да го изразам мојата благодарност до сите чинители кои го поддржаа и помогнаа целокупниот процес за изработка на новата проценка за закани од организиран и сериозен криминал СОКТА 2021, со очекување дека истата ќе биде имплементирана и ќе обезбеди основа за донесување и развивање на национални стратегии кои ги третираат прашањата од областа на организираниот и сериозниот криминал. И на основа на сето
тоа да направиме, да развиеме стратегија која што ќе има подобар пристап до јавноста и градењето на перцепцијата за борбата против криминалот и корупција, која што е подеднакво важна од самата, како и самата борба против организираниот криминал и корупција. Уште еднаш благодарам, честитки до сите кои што работеа на овој документ и се надам дека наскоро ќе увидиме дека имаме многу подобри резултати во пристапот и сузбивањето на организираниот сериозен криминал. Благодарам на вниманието.